се наоѓам во дворот на кинотека на Република Северна Македонија, овде вечерва би требало, кажувам би требало да бидат 13 видео арт прикажувања на кратките арт филмови кои што се во организација на Друштвото на ликовните уметници на Македонија. Нивни проект е Фемина 8, нели? Тука ќе разговарам со кураторката и председателка на Друштвото на ликовните уметници на Македонија, Јана Манева Чупоска. Меѓутоа имаме една ексклузивна гостинка, мене ми е особено драга, од Република Србија, учесничка. Вечерва можат сите да бидат и да се дружат со неа. Јелена Медик, добро утро и добро ни дојдовте во емисијата. Добро утро. Навистина ми е драго што еве вечерва во 20 часот. Јана, ова прв пат Фемина, бидејќи Фемина е нешто што кога ќе кажеме на Скопско лето, да 45-тото издание, секогаш учествувате и мене ми е особено драго. Меѓутоа, нема да биде она, како што знаеме, изложба препознатлива, има филмов. Благодарам пред се на вашата поддршка медиумска, која што навистина редовно ни ја давате и на мене лично како автор, но и на ДЛУМ, на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Да, Фемина ово година како 6-то издание е различито од тоа што претходно се случувало во самиот проект, иако Фемина е еден мултидисциплинарен проект кој што во себе ги содржи сите различни, да речем, медиуми на изразување. За оваа година одлучив да се концептот на Фемина го базирам на видеоартот, кој што е една, би рекла, визуелна алатка која што на уметниците им помага да истражуваат во еден сосема друг свет. Имаме 13 учесници кои што се од различни земји, од Австралија, од Швајцарија, од Франција, од Јелена Медични е тука, од Бања Лука. Имаме навистина интересен концепт, 13 видеа кои што се со различен сензибилитет. Секако се тука и нашите препознатливи македонски уметници кои што долги години работат видео, како што е Жанета Вангели, како што е Ирена Паскали, Весна Стефановска, Ивана Самандова, Ана Вачкова, се сите и од една страна и различна генерација, од повеќе искусни до помалку искусни. Учествувам и јас со мое видео, секако сум заедно со моите драги колеги и се радувам што Фемина се развива на еден спонтанно од друга страна и со еден концепт за кој што сметам дека привлекува внимание. Уште едно прашање, јас претходно кога најавив можеби, бидејќи да не, како велиме, да не се доведете во некоја рискантна состојба, сепак ќе бидете внатре, така да сигурно ќе се одржи вечерашната проекција. Насловот е Ши, односно таа. Да. Па, кога ја давав, да речеме условно, задачката до авторите, до авторките, што би требало, направив, да речем, една игра со зборови на таа во кој што во еден поширок смисол на зборот може да даде различна креативна замисла на тој еден едноставен збор. И тоа што навистина се радувам, јас синоќа бев тука, би сакала јавно да се заблагодарам на кинотеката на Македонија и на организаторите на Скопско лето за навистина долгогодишната соработка и поддршка и како здружение и како автор на нови проект. Од, да речеме, временските услови, веројатно вечерва ќе бидеме внатре во салата. Ке беше фино да се вака распосламе во овој убав двор во кинотека, но мислам дека и внатре ќе биде интересно. Јана, ќе ни помогнеш за преводот, нели? Јелена, доаѓаш од Бања Лука. Ајде, представи го твојот видео арт. Што ќе има можност да погледне македонската публика вечер? Meni je zanimljiv ovaj poziv bio jer ja sam se bavila fotografijom i sad sam baš u nekoj tranziciji ka filmu, sada radim svoj prvi dokumentarac, tako da ova tranzicija od izložbe ka video radovima se taman uklapa isto i u moj životni koncept. Јас веднаш да кажам дека не сум професионален преведоч, но ќе се обидам да преведам на македонски тоа што Јелена кажа. Всушност дека нејзината вокација е фотограф, како фотографка, и она кога јас ја поканив да учествува во овој проект, да направи еден интересен обид да го представи тоа што она го работи.
I čitav moj rad fotografski se bazirao mnogo na temi žene, ženskog tela, ženske seksualnosti, oslobađanja žene i ovaj video rad se takođe bavi tim temama. Значи всушност видеото и незината тема е блиска и со циклусот на фотографии кои што таа ги работи, е поврзана со жената, со нежината сексуалност, со телото, така да навистина се клопи во оваа тема која што значи да. Значи, потполно се совпаѓа со темата фемина. Апсолутно, апсолутно. Да, у потпуности. Целост. Така, во целост. Јелена, прв пат доаѓаш во Македонија? Ne, imala sam u oktobru isto jednu izložbu u Makedoniji i zapravo 2022. je isto bila jedna izložba, ali tad sam imala i u Banja Luci pa nisam mogla doći, ali bila sam u oktobru prošle godine. Не е прв пат да престоја во Скопје. Минатата година во октомври месец бевме и тогаш заедно дел од една изложба која што учествувавме. Не можеше тогаш да дојде. Но еве ја ќе надополнам дека Јелена Медич има доста пријатели од Скопје и мислам дека често ќе престојува. Ви посакувам убав престој во Македонија. Јанас, сосема на крај, да не завршиме само со фемина, секогаш сакам вашето присуство да го искористам за друго. Блум, ова е во годишната програма влезено, меѓутоа летово што ќе работите друго? Друштвото на ликови уметници на Македонија на 17 јули ја најавуваме исто традиционалната изложба Скопски урбани приказни, каде што годинава кураторка е Маја Ченкуловска во соработка со уметничкиот совет на ДЛУМ. Знаете дека ДЛУМ, еве, добивме една прекрасна куќа која што еве се бориме сега да средиме малце внатре. И Скопски урбани приказни ќе биде всушност поставена во самата куќа, каде што ќе ги искористиме условно тие сега недостатоци кои што даваат една сосема друга димензија, но 17 јули во рамките на повторно на Скопско лето, културно лето, ќе биде изложбата Скопски урбани приказни. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма на македонската телевизија. Посакувам вечерва убаво да се дружите и со публиката и верувам дека сите овие арт проекции, видео проекции ќе бидат нешто невидено до сега. Ја ги поканувам сите заинтересирани да дојдат на вистина. Имаме 13 видеоарт интересни проекции, ќе имаме разговори, ќе имаме разговор со гостинката, со Јелена Медич и со неколку авторки кои што се тука и така ќе малку поразговараме за нивниот концепт. Уште еднаш ви благодарам за гостувањето.